Аре, кој е бре надвор? Кој тропа на порта? Јас сум, зете! Се вратив! Вареан, кој кога сака да влегува и да излегува? Аман бре, зете, ами ова е и моја куќа, дома си доаѓам. Види мајката, твоја куќа била. Тргај се од тука, ти глата ќе ти ја пресечам со секира. Аман бре, зете бе. Аман бре. Око му е да не те види поќе овдека. И аман и заман. Фаќај патот под нозе и фит видели од тука. Негова куќа била. Не плашиш се, синко. Седи. Сум задремал. Многу се изморив од одењето. А каде си тргнал? Не оти знам. Кај што ме водат очите, таму и главата. Синко, да одеше кај што те носи умот, а не кај што те водат очите. Оти тие додека се отворени, гледаат до бескрај. Од мака голема ми се зеде умот, дедо. Затоа ги оставив очите да ме водат, а тие далеку ме донесоа. А што Сега не мака знам. имаш? Ако е закажување? Јас, дедо, бев војник многу години. Ме зедоа уште како дете. Кажи речи, дете, така.
се вратив дома после многу години арно, ама мајка и татко Бог ги простил, умреле. Сестрите се омажиле, арно, ама не отишле во други куќи, зеле домазети. И ти се вселија во твојата куќа. Арно што заседнале, ама мене не ме пуштаат јас дома да си влезам. А сестрите? За нив ништо не знам. Дали не беа дома, дали се правеа дека не се дома, не знам. Нити ги слушнав, нити ги видов. Јас сакам да ти помогнам. Ама ако те води умот, тогаш да решиш дали ќе ме послушаш или не. Кој слеп не сака да прогледа, та и јас спасение да си најдам. Само сакам да знам кој ми дава спасение. Да не си од оние да му тресни тимето. Не знам, тие така се преправаат. Сега те гледам човек, после не те гледам. Еднашка со рогови, еднашка без рогови. Јас сакам да ти помогнам. Кажи ми што треба да правам, јас да ценам. Дали треба тоа да го правам или не? Слушај, дедо. Сакам да се куртулам од оваа сиромаштија и да ги накажам зетовците за тоа што ми го направија. Нема ти што да накажуваш. Тоа не е твоја работа. Има кој да накажува и да проштева. А ти, слушај ме, што треба да направиш. Ке ти дадам една наметка. Ке треба да ја носиш 3 години. 3 години нема да се миеш, нема да се бричиш, нема да се бањаш, нити пак наметката да ја симнуваш. Ако издржиш, синко, ќе имаш многу пари и лагоден живот. Ако не издржиш, губиш се. Што имам јас да изгубам кога немам ништо? Душата. Душата ја имаш и треба да си ја сочуваш. Ја примаш понудава, али не ја примаш. Многу е тоа што го бараш од мене. И не знам што сум сгрешил вака да ме казнуваш. Ама јас таму на војска многу истрпив. Сетики и ова ќе го истрпам. А велиш после ќе имам и куќа и се што ќе ми треба, а? Ајде. Дај ми ја. Што е да е тоа? Да го облечам. Ајде. Дедо, кај севде на стариов? Ај, чудо. А ова ќе е некоја нечиста работа. Добре да ја соблечам најарно јас ова. Не. Ама рече дека ако ја соблечам пред 3 години ќе ја изгубам душава. И што сега? Ова вистина било. И што сега? Вака 3 години. Да си го земам стапот под рака и да ги изодам тие 3 години.
pat izodев. Ne znam ni kade sum, ni koji sum, ni kade da odam. Kaj go sretna onaj da mu tresni time to se zacrni. Poln sum so pari, a ništo ne mi činat. Ne znam da li će gi izdržam ovije 3 godini za malku da gi dodam. Mora dodam nablizu ovde vomeanata, da si se najadam, pa za drugo to gledam kako keteram. Dobar den, Čičko. Седнав на масава до тебе, а не те прашав, може ли да седнам или не може? Седи бе, момче, седи, седи. Масава не е моја, и Меанава не е моја. Пак и да е моја, седи, седи. Малку сум неизбричен и нечист и си велам да не сакаш да седнам на масава со тебе, затоа. Седи, седи. О, муштери. Абе, оти седите на ова време надвор на овој кијамет на масава. Ајде внатре, одете внатре да... Не, Арно, Арно е тука. Внатре. Ајде, слушај. Абе, добро, како сакате, вие сега, така, ама, што да донесам за пиење, за јадење, а? Абе, знаеш, јас не сум пребирлив, ме знаеш ти мене. Знам тебе ти редовести како. Донеси се поред нешто за каснување, за Значи, ќе пиење. донесам ракија така. и месец. Ама јас пари немам. Не бери гајле за пари. Јас ќе платам. Ама, а? Еве, ракиче. Така. Така. Ај сега бујрум. Ракијава е манастирска, да ви кажам, многу убава. Ај, вака, шишето, до турет. Момче, многу пари бе тие. Земи за јадењето, земи сега. Земи за јадењето и носи што имаш на јубаво, ајде. Вака, ја ќе Или нешто што било, ајде. Ајде, толку, за мене стига толку. Ајде на здравје. Јас не сум да ми нарачаш мене се поред. Јас сум учен на сиромашко јадење, ти сум сиромав сум јас, а и тебе, како што те гледам, а? Не бери гајле, јади кога ќе донеси, ти кажав, еве, јас ќе платам. Еве, мезе за ракичето, а тука и лепчето нека стои. Ај. Абе, Чичко, ќе гледам, ама некако не си ми многу по кејф. Некако јадиш, ама не си ми радосен. Да не си болен. Не сум болен. Друга мака ме мачи. Еве, јас се мислата ми е дома, кај жената, кај керките. Јас овде са седам, ќе къснам, ќе се најадам, а тие дома. Чичко, дај зобничето. А? Дај бисајгите. Зошто што нема ништо внатре? Дај, ти видиш, ајде, дај. Ето, нема ништо внатре. Ајде, расшири ги сега убаво. Ете, Убаво расшири ги, убаво. Види, нема ништо. Чекай бе. Зошто? Зошто вака ми правиш бе, момче, шо Арно, мислам ти направив, ме најаде, ме напои уште згоран тој пари ми даваш. Јас, Чичко, кога влегов во Меанава, имаше и внатре празни маси, можев и таму да седнам. Ама седнав со тебе. И при се што бе вака и што сум нечист, неизбричен, ти мене не ме избарка од масава и остана да седиш со мене. Јас многу пати ќе дојдам во Меанава, ќе седнам на некоја маса вака и сите што се покрај мене или ќе избегаат, или ме бркаат на друга маса. А ти остана да седиш со мене. А пуста самотија не се трпи. Затоа, со благослов ти ги давам парите, да си купиш се и за жената и за децата.
да си купиш убава куќа и убаво да си живееш. Ајде сега на здравје. Јас сега ми доаѓа време и да одам. А ако наминиш тука ти повторно во Мејанава, може пак ќе се видиме. Ајде со здравје се. Ајде. Ајде со здравје. Ајде со здравје. Среќен пат. Се боцнат. Ништо. Мајко, а да се прибереме? Доцна е веќе. Чекај, сакам да видам дали ќе дојде татко. Може ќе донесе нешто благо за јадење, нешто убаво, гевречиња. Или може симиче и шекерче. О, симиче, геврече и шекерче. О, со што? Со што ќе купи? Арно е ако донесе сол и брашно. Со колку пари отиде? Со што да донесе симите? Со што? И гевречиња. Гледајте, некој доаѓа. Тоа е? Не! Не е тој. Тате секогаш од овој пат доаѓа. Види го овој, охо, дотеран. Диса ги он улкави на рамо. Татко ти со што отиде? Отиде со зобничето од магарето. Не е тој, не. Се мислам дека е тој, мајко. Тоа е, татко е. Татко! Еј! Домакине, ама ти ли си? Ами кој? Ами, неле како? Од каде ти се парите? Да не украде. Да не отепа некого, Абе, какво домакине. крадење, какво тепање? Ајде да се прибереме дома ќе ви раскажам се како што беше. Ајде, Ама кој ќе издржи до Ајде. Кој ќе издржи? имајте трпение, ајде. Сега, дали ќе излези ова наадно или не, јас не знам. Јас се ви кажав како што беше. Сега вие кажете и мене дали да арчиме од парите, дали не. Те слушам цело време, домакине, и мислата се на едно место ми оди. Ти дали размисли да не тебе ти ги дал парите, оној да му тресне името? Кој ѓаволот? Не, барче. Каков ѓавол, не ми личеше на таков. Дури ми рече, ако ми треба нешто, да сум го побарал во Мејаната. Чунки таму многу поначесто одел. Ама, тате, ти велиш оти целиот бил брадосан. Така, и брадосан, и така небричен, мислам, немиен, валкан и малку како да замирисуваш. Ама и сам бил, татко. Јас мислам дека треба да го поканиме да дојде кај нас. Да ја соредиме малку куќата, да купиме нова облека и тој да види дека парите што ги дал во домакинска куќа. Убаво се сети. Убаво се сети, Герко. Да го поканиме, сам, греот. Нека дојде на една вечера. Ама велиш ти бил за никаде. Земи сега јаболчо, каков е, таков е се. Сам ќе да го побарам. Арно рековте, ќе го донесам дома. Ќе ви оставам пари. Вие соредете ја куќата, купете нешто така и да си купите нова промена, ново облекло. Да разбравте? Ај така.
да се облечете во ново. Ама веднаш ќе одиш сега. Па сега не знам А за за колку време ќе се вратиш Па, да може да и изчистиме да ден, два да помине. и да сега. помине, да купиме маса уба Така, голема. се да земите, се да земите. Да земиме? Значи, и убаво да ми се облечете. Немој да ме страдите. Ајде се оздрави. Епа, момче, еве, влезе во куќата моја, да видиш дека парите што не ги даде, не сме ги поарчиле бадијала. Ете, како што можеш да видиш, малку од малку ја дотеравме. Куќава си купивме нови промени, мислам, нови алишта, нели? И како што рече ти, понатаму, ако дај Господ, ќе си направиме и нова куќа. Јас парите ги дадов од срце и сега мене срцето ми е полно. Така. Сега, јас сакам да кажам нешто, ама да не ми се лутите. Ако бидува, ако не бидува, са здравје Боже. Значи вака, ти, момче, си само, нели? И гледам дека парите што ги имаш не те прават многу среќен. Па сега сакав, како да речем, да не ја грешам работава, сакам да те сторам зет за една од моите ќерки. Не. Не, татко. Јас сакам да си кажам, оти не сакам да се мажам. Ти, жено, што ти речеш? Ти домакине да не пребрза малку. Па ги засрами и момчево и момечињава. Навистина, се ми се чини дека избрзав малку со муабетов, ама така ми дојде са што да правам сега. Прости ми, момче, простете ми и вие, ќерки мои. Ти... Јас сакам. Што рече? Што рече? Јас реков, ако гостинот сака, можеме да се свршиме. Јас сега можам само ова да го кажам. Имам збор дадено дека 3 години ќе скитам по светот ваков како што ме гледате. А ваков за зет не ме личи. Сега за сега можам само тоа да го кажам. Уште колку останаа од 3 години? Па, помалку од 1 година. Ама тогаш ќе бидам уште побрадосан, поизвалкан, понечист, попарталав, позамирисан. Ако и тогаш ме сакаш таков како што сум, арно. Ако не, нема да се лутам. Ја сакам. Ти не спаси од голема сиромаштија. И за тоа ќе ти бидам вечно благодарна. И верна. Епа, кога е таква работата, хајде да си размениме прстени и да се даруваме. А Ирлија нека е. Давајте си прстени, ете така. Хајде. Епа сега. Збор си дадовме. Така, ај сега да наздравиме. Хајде. А Ирлија нека е работава. Ајде, така, ајде. Со среќа и со убаво и со благослов. Така е, ајде. Си достоен на зборот. Си достојав. Многу ми измачи дедо кој да си. Ама и многу ми помогна во големата мака, што ми ја направија зетовците и сестрите. Знам, синко, си измачи.
Ама и тие си го платија гревот. Ти помогнав тебе да не ти се земе умот, па да ги земеш на душа. Сега нив ги нема, а куќата твоја те чека. Сега, ако сакаш овие алишта да ти ги заменам за нови, ама ќе треба уште 3 години да ги носиш. Не, сполај ти за овие што ги носев 3 години, а други не сакам ни да видам, а не пак и да облечам. Многу пари спечелив и доста ми си, а и со голема мака ги спечелив. Сега, дедо, на разделба да се разделиме и друг пат за ваква работа да не се гледаме. Ајде, синко, оди, знам за каде брзаш. Оди. Дедо, пред да се разделиме, да те прашам нешто. Кој си ти? Млад си. Има време, ќе разбереш кој сум. Дедо, јас сакав да те прашам. Чудо. Го снема исто како пред 3 години. Прости ми, Боже, прости ми. А сега да тргнам и да одам таму кај што сум кинисал. Ама сепак си мислам да не беше онај да му тресне тимето. Не. Прости ми, Боже, прости ми. Здраво, живо, Стрикло. О, здраво живо, момче, кај се кинисал? На пат далечен кинисав, а кај да е може и ноги да ме фати. Ако може да ме приберите малку внатре да седнам, да се одморам, и внатре ќе ви кажам кај ме води патот. Како не бе, момче? Ајде, повели, влези. Мојава куќа е отворена за добри луѓе. Ајде, сбојру. Сполајте многу, домаќине. Сполајте многу. Повели. Ај се, момче, кажи ми, од кај си и кај се кинисал? На далечен пат кинисав, пријателе. А еве кај да е ног ќе ме фати. Па сакам да ве прашам, има ли некаде во вашево место ан, кај што ќе можам да преноќам? Има, момче, ама многу е далеко. Многу. Па, ако сакаш, можеш кај нас да преспиеш. И вечера ќе ти дадеме. Ние сме луѓе со добра душа. А се си мислам дека и ти таква душа носиш. Не бери гајле, домаќине. Од мене лошо нема да видите. О, гостин ми дошол. Добре дојде, момче. Добре ве најдов. Добре дојде. Добре најдов. Гладен да не си... Па ако не сте вечерани и вие ќе каснам, а ако сте вечерани... Не срами се, вечерани, невечерани, домаќини луѓе сме ние. Ред е да си прашаме, ќе донесеме, ќе каснеш. Ќе каснеме сите. Сполајме. Ајде, Герко, да донесеш, ајде. И велиш на далечен пат си кинесала, ми шо вака сам ти, браќа имаш, мислам, татко, мајка, а? Ниту татко, ниту мајка, пријателе. Сам сум. Повели. Сега ќе донесеме лепче и вино ќе донесеме. Проштевај, пријателе, како да слушам некои гласови во одајата, да не имате и други гости. Не, гости немаме. Мака имаме голема. Имаме уште една ќерка. Помала, ама многу е болна. А што е болеста? Синко, не знам дали е закажување работата. Кажете, јас денес сум тука, утре ме нема. Пред неполна година дојде едно момче кај нас. И се сврши. И прстени се разменија. И од тогаш не чувме ништо за момчето, ниту дојде да ја види. И се едно исто вели момичето наше, дека момчето е заборавило, дека нема да се врати, сега ни јаде, ни пие, ни спие, ни збор. Штевајте, ќе сакате ли за мој атер на вечерава да дојди со нас да вечера?
Оф, леле, да го видеше тој за кој што се сврши и велев и јас тогаш. Немој бре да одиш за него. Тој не бричен, не бањат, искина целиот, испарталавен, таа не слуша. Таков беше. Добро. Па нека... Да. Ајде. Да ја викнам? Ако кој е за атер? атер, Заате. ајде да одиме да ја... Па ајде. Ајде. Не знам дали ќе сака синко, ама ќе ја помолиме. Ајде. Седни ќе. Седни си. Па, гостинче, повели. Ајде. Касни си, ќе каснеме сите. Сполајви добри луѓе, само ќе сакали девојчево да ми тури вино во чашава. Ајде, Керко, тури на гостинот вино. Ајде. Ти си. Кој? Се врати. Ти реков дека ќе се вратам и еве ме. Чекај да те видам. Еј, абе, тој бил бе. Абе, Зетко бе. Ајде, да ти Ама зошто овака? А? Ми правиш дете. Како беше брадосан, парталав? Погледај. О, фала ти, Боже, за убавините што ти ги даде. Ајде, нека Ајде да сте живи и здрави. Ајде, са седнете да вечераме и да се напиеме. Ајде. Секое зло за добро. Направија убава свадба. Богат. Го поканија целото село. Момчето и мене ме бараше да ме покани, ама не ме најде. Море, ме најде кога веќе не се полакоми да си ја даде душата на оној да му тресни името.